ден, драги гледачи! Дали знаете што е денеска? Денеска е понеделник, почеток на работната недела. А што е друго? На што е друго? Е почеток на црвена линија. Така, во црвена линија, нов предизвик за сите вас. Ве очекуваме на самиот старт да напоменеме на 02-307-6677. Денес е светскиот ден на мајчиниот јазик. Сите земји го прославуваат овој ден, па инспирирани од ваквиот 21 февруари, денешната тема гласи: дали Македонија станува колевка на неписменоста? Ве очекуваме да ни се јавите и секако да го споделите со нас вашиот став. А како што и секогаш бива, на самиот почеток и подсетување што ќе гледате вечерва на топ тема. Нова динамика во односите со Бугарија за компромиси или нови отстапки. Зошто дипломатските предизвици се уште минуваат низ празни амбасади. За заслужните и отслужени партиски кадри во дипломатските фотели. Вечерва во топ тема интервју со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Гледате вечерва топ тема со Боби Кристов во 19 часот и 15 минути. А како што веќе им информираме од емисија на емисија, ние пред почеток нашата емисија објавуваме нашите социјални мрежи на црвена линија Инстаграм и Телма телевизија Инстаграм анкета за нашата главна тема, кој вие може да гласате и да го откриеме вашето мислење, па ако може вака. Тема на денот: дали Македонија станува колевка на неписменоста? А анкетата: дали ќе заборавиме да зборуваме македонски? Да, не. Како што си знаете и како што информираме секоја емисија, крајните резултати ќе ги добиете после рекламите. А во продолжение да погледнеме што подготви за денес, поточно го репризираме прилогот кој што деше во 15:30 часот на вестите на Телма, токму по повод одбележувањето на светскиот ден на мајчиниот јазик. Секој чествување на денот на мајчиниот јазик се отвораат горливите прашања за недостигот на нови кадри македонисти во институциите, чија цел е токму проучување и афирмација на македонскиот јазик во земјава и во странство. Лед во место доколку се има предвид дека јазиците може и да разделат, но тие пред се треба да зближат. За професорот Спасов, третата причина е фактот дека на повеќе факултети се студира македонистика на универзитетите во Битола, Тетово и Штип, кои имаат делумно поинаква концепција, што во дадениот миг е поприфатлива за студентите. Во меѓувреме, дури и кога се зголемува бројот на студенти кои го изучуваат македонскиот јазик, мора да има јасна стратегија што понатаму. Јазикот и културата се столбовите на еден народ и на едно општество, забележа министерката Костадиновска Стојчевска. Во светот денес се зборуваат околу 6500 јазици, но околу половина им се заканува исчезнување во многу делови од светот. А во продолжение го најавуваме и нашиот денешен гостин во црвена линија, и кога зборуваме за македонскиот јазик, често и задоволство ни е да го вклучиме и најавиме за сите вас Бубан Карапеовски, кој што воедно е и доцент на катедрата по македонски јазик. Голем поздрав и добар ден. Добар ден. Бубане. Добар ден, се надевам дека се слушаме добро. Одлично. На самиот почеток секако оваа дискусија ќе започнеме со прашањето како денес со своите студенти на катедрата по македонски јазик го одбележавте денот на мајчиниот јазик? Добро, јас денес ја имав привилегијата, меѓу другото, да работам со студенти кои имаат различен мајчин јазик и доаѓаат од различни студиски програми, така што денес работно го одбележавме овој ден и со студентите од катедрата за албански јазик и со студентите од катедрата за македонски јазик, така што имав една таква ретка привилегија да работиме денес и да го прославиме овој ден, онака мислам како што е најсоодветно, негувајќи ги различностите. Така, некогаш катедрата за македонски јазик броела и 45 студенти, денес 25. Но имало и години кога имала само 6 студенти. На што се должи сето тоа? Видете, тоа во принцип не е многу страшно, бидејќи бројот самиот по себе ништо не значи, бројот на студенти. Имаме предвид дека се отворија, како што и во вашиот прилог се кажува, се отворија катедри, односно студиски програми по македонистика и на други универзитети. Бројот за кој зборуваме, кој бил најголем пред 15 на 20 или 30 години, значи дека ова се
ваквата студиска програма по македонистика имало само на Филолошкиот факултет Блаже Коневски. Сега имаме еден дел на одлив на студенти и на други катедри. Кога ќе го земете вкупниот број предвид, веројатно ќе видите дека и не е тоа толку страшно како бројка. Од друга страна, и самиот пазар наметнува, пазарот на труд, мислам, наметнува колку студенти ќе имате во смисла на тоа каде потоа можат да се вработат, што можат да работат, дали институциите соодветно ги почитуваат законските определби и имаат, да речеме, вработено лектори во своите редови и така натаму, така што бројот на студентите самиот по себе ми се чини не кажува ништо во однос на интересот. Интересот за студирање наспрема интересот за јазик. Што му го спомнувате интересот, еве можете да откриете од вашето искуство и работата со студентите, најголем интерес пројавуваат да бидат професори по македонски јазик, можеби лектори, преведувачи, каде ја гледаат својата иднина по завршувањето на студиите? Ќе кажам за... Дали имаме конекцијата? Да, мало најверојатно со интернетот, но секако ќе се обидеме повторно да го вклучиме Бобан Карапиовски. Подсетување дека разговараме и во теке разговорот со него. Се вративме во нормала. Па и веќе повториме, каков интерес пројавуваат по завршувањето на студентите од катедрата по македонски јазик? Најмногу, ќе речам за жал, најмногу одат на една сигурна варијанта, избирајќи насока која им овозможува понатаму да бидат наставници во основните и во средните училишта, бидејќи таму најмногу си ја гледаат својата во смисла на пазарот на трудот. Не секогаш, веројатно, нивниот интерес да ги прашате е таков. Многу од нив ќе ви кажат на почетокот дека сакаат да бидат лектори, јазични редактори, дека сакаат научно да се занимаваат со македонистика, но најсигурна варијанта е дека ќе си го најдат своето место под сонцето професионално, односно работно, ако се насочат да бидат наставници по македонски јазик во основните и во средните училишта. Да, а денес имаме електронско издание на правописот, а од минатата година и дигитализиран толковен речник на македонскиот јазик. Колку дигитализацијата на овие изданија помага или поодмага во негување на јазикот? Во секој случај помага. Ние сме во дигитална ера. Да. Значи, повеќето од помладите генерации ги усвојуваат основните знаења во известна област, така што користат, не знам, користат интернет, односно ги гуглаат, што би се рекло, информациите што им се потребни, така што дигитализацијата, односно можноста да се дојде до ресурси врзани за македонскиот јазик во еден таков електронски формат, секако придонесува за негова афирмација и за поголема достапност. Така што има уште многу работи што треба да се направат, но правиме мали чекори за и македонскиот јазик да биде соодветно застапен во виртуелниот, односно во дигиталниот свет. Но јазикот за да живее секако треба и да се употребува и тоа правилно, но се забележува дека се почеста појава е секојдневната комуникација помеѓу младите која се одвива на англиски јазик. Неизоставен дел се и кратинките и куваниците кои најчесто наоѓаат примена во интеракцијата на социјалните мрежи. Дали тоа значи дека практично исчезнува јазикот, па можеби најпогоден да биде токму правописот? Не. Тоа е краткиот одговор. Сега образложение на тоа не. Во различни периоди јазиците се различни јазици, вклучително македонскиот, се под различно влијание. И тоа е сосема нормално. Ние имаме сега неколку илјади турцизми, велиме, во јазикот, кои ги употребуваме секојдневно, па тие воопшто не го нарушиле системот на македонскиот јазик, ниту сме помалку писмени ако ги користиме. Секоја генерација од влијание некакво, еве во овој случај на англискиот, но додека си развива некој свој сленг, каде што се тие зборови каде што се уфрлаат. Тоа воопшто не би требало да е проблем ако соодветно
укажеме, односно ја развиваме свеста за тоа каде македонскиот јазик треба да се употребува, наспрема ваквите сленгови, односно англизми и така натаму. Така што самото по себе тоа не е проблем. Ако ние не обрнеме доволно внимание дека не знам во медиумите, во наставата, во јавните во официјалната употреба, во официјалната комуникација, тоа треба да се избегнува колку што е можно повеќе, додека во секојдневниот, во разговорниот јазик тие ни помагаат затоа што се појавуваат нови, не знам, поими, електронски направи и така натаму апарати за кои ние не можеме на дневна база да смислуваме или да го силуваме јазикот така што ќе измислиме преку ноќ некој збор. Ако знаеме во која сфера што треба да се употребува, тоа воопшто самото по себе не треба да биде проблем. Благодарам многу што одвоивте време. Поздрав до вашите студенти од катедрата по македонски јазик и секако продолжете и останете да бидете заедно со Црвена линија до крајот на ова издание. Благодарам и се надевам дека и по некои други поводи, а и некогаш без повод ќе се дружиме повторно. Се разбира. Секако. Со што ќе другаруваме сега, секако сте вие, го вклучуваме и првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ете, тоа е нешто што задолжително и знаеме дека сме малку и досадни, постојано повторуваме, но подобро да се слушнеме. Додека го добиеме нашиот гледач на линија, мислам дека е време ја околу технички дел да ве потсетам како може да ве добиеме, односно како вие може назва се вклучите преку нашите социјални мрежи Црвена линија на Facebook, Црвена линија на Instagram и Црвена линија на Twitter. Ве очекуваме во порака, односно меседж, односно во тема на денот во коментар да го изразите вашето мислење за тема на денот или понекогаш ако имаме и тема плюс за тема плюс на денот. Исто така највеќе очекуваме на телефонскиот број 02 307 6677. Да се слушнеме. А сега имаме и плюс гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сме. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот. Еве и трета среќа, уште еден обид. Добар ден. Неуспешна конекција, но затоа е успешна конекцијата кога станува збор за Facebook страницата Црвена линија, која што најмногу очекуваме таму и да ни пишувате, лајкувате и шернувате. Така и да го изразите вашето мислење. А сега на кратко да видиме во тема на денот дали Македонија станува колевка на неписменоста. Имаме коментар од Кадри, односно е гиф од Маче. Малце збунето, ама ние пак ќе го прикажеме. Така. А ние во продолжение вклучуваме нов гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, Добар ден. и секој добро, во Црвена линија сте. Добар ден, Црвена линија. Да? Да, го поставуваме денес прашањето дали Македонија станува колевка на неписменост. Па дефинитивно станува. Зошто? Само со тоа што вашата позадина е целата опшиена со странски зборови, не знам што да кажам понатак. А во праксата? Колку го Во негуваме? праксата секако дека ова што го гледаме позади вас, Значи, целува тоа е на сите пресудно. нас. Добро. И на децата, дефинитивно. Да, Не друг знам до пример. која оваа позадина ќе ја држите. Еве ќе пренесеме, па може Па и ќе се смени. пренесите. Ќе пренесеме. Добро би било Што да друго би придонесете нешто Што за друго би македонскиот јазик. додале во однос на темата? Според вас како е најдобро и најважно да се негува јазикот еве во секојдневието? Па како што ви кажав, Значи само нашата позадина Значи, одлучува. ние ако Не ја смениме само се ќе е вашата. супер. не само вашата, секако и во парламентот малце да се погрижат парламентарците како зборуваат и сите јавни личности. Добро. Да. Читате Толку книги? би имал. Погрижете се за тоа позади вас. Еве пренесовме јавно, не слушна. Да ве прашаме дали читате книги, читате ли македонски автори? Па не читаме многу. Немаме ни време. Во последно време. Добро, благодарам многу. Останете со Црвена линија, забелешката секако е регистрирана и ќе биде пренесена. Се надевам дека на 02-307-6677 веќе го вклучуваме и следниот гледач. Добар ден.
Добар ден. Добар ден. Добар ден. и секој добра црвена линија. Дали сум во програма? Вие сте, да. продолжете. Да, ве слушаме, Ве слушаме. намалете го тонот на ТВ приемникот. Да, исклучен ми е телевизорот. Сакам Одлично. да Ние ве слушаме, дали вие нас Продолжете. слушате? сакам да се вклучим на темава дали Македонија станува колевка на неписменоста. По моje мислење, за тоа допринесувате и вие, како мислим, не лично Телма, меѓутоа општо сите телевизии, затоа што многу малку се користи правилно јазикот, а посебно многу сум шокирана, да речем, од филмовите што ги гледаме турски. Преводите се катастрофа. Па таму возрастни луѓе се тие што ги кажуваат, дури и преводот да не е добар. Јас знам дали е тоа тетка, дали е стрина, дали е чичко, дали е вујко. А тие толку се напаку ги кажуваат термините што е чудо невидено. Како може такво нешто? Има ли таму цензура? Има ли таму некој што гледа тоа? Лектори. Значи, и младиве треба да учат од телевизијата, слушаат и погрешно учат. Затоа мислим дека многу грешки прават, не е како што треба и уредувањето на телевизиите. Само некој треба да се грижи за тоа дали некој правилно зборува или грешки како да не го познава воопшто македонскиот јазик. Тоа би било се, верувам. Благодарам што се вклучивте во црвена линија и сега го останете до крај со нас. А и секако ние го цениме и го почитуваме вашето мислење, вашиот став за било која тема или па за нас нормално. Така, сакаме да слушаме еве од вас, меѓу другото, според вас, како е најдобро да се негува и одржи мајчиниот јазик. Денес ќе потсетиме Светски ден на мајчиниот јазик, а кај нас е стандардниот литературен македонски јазик. Одиме со вклучување на следниот гледач. Така е. Добар ден. Добар ден, ангели, и убав ден вам и на Убав ден. вашата екипа. Благодарам. Исти на вас. Јас се гордеам што сум македонка. И никогаш нема да го заборавам мајчиниот јазик, литературниот мајчиниот јазик. А во срцето го носам мојот јазик мајчински, литературен мајчин јазик. Толку ви благодарам. Благодарам и вам. Имавте уште доволно време, веќе потсетиме 90 секунди за секој кој што сака да се вклучи во црвена линија. Идеме одма со нашиот следен гледач. Добар ден. И додека сме во очекување на следниот гледач, еве ќе потсетиме дека според статистичките податоци во последните 3 века има изумирање или драматично намалување на јазиците, особено на американскиот и австралискиот континент. Бидејќи денес се обележува меѓународниот ден на мајчиниот јазик, па еве и затоа зборуваме и очекуваме да ве вклучиме, да ни го кажете вашиот став, дали Македонија станува колевка можеби на неписменост. Па да. Употребата на литературниот јазик, особено најважната официјална употреба на јазикот. Па да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Здраво, Македонија. Добар ден. Па, мило ми е што се таде вакви теми. Јас со години се борам мојот македонски народ да пее пред се на македонски, на мајчин јазик, од Бога даден македонски јазик, да зборува на македонски јазик и да пишува на македонски јазик, на кирилица. Голем срам е за нас како генерација македонци, кои сме привилегирана генерација. Ние живееме во наша слободна Македонија. Генерации пред нас сонувале, мечтаеле, гинеле, животи давале да бидат на наше место. А ние таа привилегија не ја чувствуваме. Имаме комплекс на помала вредност. Наши македонски ретко да слушниш по ресторани, во продавници каде влегуваш, на бензински пумпи кај има ресторани, секаде трещи, не баре сме Јужна Србија. Ја ги почитувам србите, кои во својата држава си пеат, зборуваат на својот јазик. Но така исто сакам мојот македонски народ да пее и зборува на својот македонски јазик. Македонска песна е еден од најголеми брендови на нас како библиски народ.
кој дадат цивилизација, вера, култура на другите народи. Некој од Србија, од Босна рекол, ако одиш во Македонија, нема да се петелиш ни за пеење, ни за свирење, ни за играње, оти тие се најдобри. И сега во своја залица Македонија заборавме да пееме на македонски. Срамота, пејте македонски, македонци. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Во програма сте. Дали може? Да, ве слушаме, во црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да, поздрав до вас. Голем поздрав и Добар до Баш ми е вас. мерак, ама гледачите баш убаво изгледа не разбираат темата. Темата е на свој мајчин јазик. Затоа што имаме ние неколку дијалекти од Македонија. Јас сум од источниот дел од Македонија. И ја никош не можам да го заборавам мојот тој ми е мајчин дијалект. Со мајка ми сете што ми кажал. А македонскиот литературен јазик е друго. Затоа што на време во Влашки докторот беше директор на бубрези, на клиникава. Ја бев на посета кај внука моја и он дојде, роднин. И таму пациентите му вика, докторе, боли ме грбо. И он одговара на наш источниот дијалект и вика, па кад те боли грбо, вика, ќе доеш ке мене, и ја вака се свртот и ме реков, браво бе, докторе, значи дијалектот не го заборавате. Не рече, това ми е мајчин јазик, вика, и ја нема никој да го заборавам. И треба луѓето да зборат, а не да викам сега, ако зборам на дијалектот, не зборам македонски. Али литературно да се изрази друго е, а друго е денеска е ден на својот мајчин јазик. А кога зборуваме, благодарам што се вклучивте, а кога веќе зборуваме за одбележување на денот на македонскиот јазик, тоа е 5 мај. Еве, може да го додадете и во календарот за да се знае. Вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, секој добро, повелете. Дали се слушаме? Се Одлично, слушаме. повелете. Благодарам. Поздрав до вашата емисија. Голем Благодарам. поздрав. Поздрав и до вас како водители. Благодарам. И многу е добро што сте поставиле една ваква тема. Затоа што македонскиот јазик е тој кој што ние треба да го чуваме, да го браниме како зеница во око и да не биде нападнат од било кој. Ние сме македонци, а тоа е одраз дека македонскиот јазик е тој кој што ние го зборуваме. Меѓутоа, македонскиот јазик и како јавни личности и многу други недобро го употребуваат, некако имаме доста примеси и од турцизми. Еве да речеме како еден пример, кога имаме некои крстословки, синоними на македонскиот јазик, имаме доста турски. Тоа треба тие таму кои уредувачки екипи кои што се треба тие да ги исфрлат. И било каде да биде ние како македонски јазик да го чуваме македонскиот јазик, затоа што еве сега сме на некој начин негирани од нашите соседи, дека македонскиот јазик, дека нашиот идентитет, дека е бугарски. Затоа малце барам од сите институции, од сите да го браниме, да го афирмираме и да има доста катедри низ светот по македонски јазик. Благодарам за вклучувањето. Секако останете до крај со нас. Ќе вклучиме уште еден Нормално гледач. дека ќе вклучиме. Добар ден. Дали се слушаме? Тина, ти? Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Повелете во црвена линија сте. А и златното правило, намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, продолжете. Честит денот на македонскиот мајчин јазик.
На македонскиот мајчин јазик, конкретно е 5 мај, ама бидејќи денес им зборувам интернационален, а македонскиот е таков, точно. Повелете. Дали се уште го имаме гледачот? Добро, најверојатно може би ова беше честитка само, но веќе преминуваме на следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Црвена линија. Поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Јас знам дека темата ви е таа што ви е, значи околу неписменоста, и сега не знам дали во Македонија, во нашата држава, сме неписмени затоа што сме неедуцирани или не сме едуцирани затоа што сме неписмени, тоа малку е дискутабилно. Но морам да кажам дека се јави причината, поводот што се јави за тоа што денес е меѓународниот ден на мајчиниот јазик и работам во културна институција и го одбележавме тој ден, нели како што има меѓународен ден на ретки заболувања, меѓународен ден на жени и слично. Тоа самото си кажува дека се одбележува тој ден во целиот свет. Да. Македонците кај нас веројатно се толку многу патриоти што не се согласуваат со тоа дека треба да се едуцираат и да направат разлика помеѓу мајчин јазик и македонски јазик или било кој друг јазик. Значи, ние во Македонија, денеска статуси по Facebook гледам дека јас сум македонец, живеам во Македонија, говорам македонски јазик, денеска е светски ден на мајчиниот јазик. Не се само ти Македонија. Во Македонија живеат многу националности, чии што мајчин јазик е различен од македонскиот. И тоа мора да го разберат. И јас не знам зашто воопшто се дразнуваат, како се дразнуваат, документираат на некои објави дека дека одредени културни дејци се срамот од македонскиот јазик затоа што го славеле светскиот ден, меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Благодарам што се вклучивте, останете со црвена линија и секако напомена секогаш внимавајте на тајмерот кој што одбројува 90 секунди за секое излагање. Идеме со следен гледач. Добар вечер. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете црвена линија. Јас се служувам со една гледачка дека мајчин јазик не е само македонски, меѓутоа јас сум македонка, родена од Скопје и се, меѓутоа мајчин јазик, значи кој на кој дијалект збори. За мене тоа е мајчин јазик, така да во Македонија има многу националности, така да многу луѓе зборат на мајчин јазик. Јас сум живеела со офицерски деца, значи сум се дружила и сум живеела баги години, така да они секој пат се збореа на српски. Значи никој пат они не си го сменија нивниот мајчин јазик. А ние за жал, значи јас не знам, мислам не знам како да кажам, ние секој пат се поценуваме и си го поценуваме својот мајчин јазик спрема другите. Ние сакаме секој пат, ќе почнам прво од маливе деца, пошто овде живеам неколку школи околу мене, значи маливе деца од, не знам да речам градинка, да се изразам буквално прво кое е второ деление, дека сите прво учат англиски. Така да децата на интернет игри ово на све се на англиски. Значи кај нас изгледа дека македонскиот јазик за жал. Значи за жал дека доаѓа во втори или трет план. Така да многу ми е жал за тоа, меѓутоа пошто имам прилика да слушам лично како се движат толку младите деца, дека повеќе се за англиски него за македонски, мене ми е многу криво да ви кажам. Меѓутоа треба да се преземе нешто поголемо затоа што интернет и све свети е на англиски јазик. Благодарам што се вклучивте и не губиме време, со те вклучуваме следен гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Абре, не е баш така да немаме ние писмени. Слушайте една работа што ќе ви кажа вас, да знаете. Значи, Александар Македонски му дал памет како да се војува. И сега по стратегијата негова војна, сите војни се водат, еве сега гледајте Русија. Дали може да зборуваме за јазикот? За јазикот, еве, за мајчиниот јазик. Друго, писменоста му ја даде македонец, пак македонци. Писмени, невидени. Второ,
понатака ајде да одиме. Никола Тесла му е даде струјата, македонец, тој е од Штип, нака не го прават ни Хрват, ни Србин, нака не се залажуваат на тујджи паметни глави, нака не се радуваат другите нации. Тоа е наш. И уште повеќе има така, уште неколку, да речеме, цар Самоил што обединувал, Македон што обединувал доброволно. А кога зборуваме за јазикот, еве за јазикот, дали може да зборуваме? Може. За главната тема. Главната тема, дали Македонија станува колевка на неписменост? Не, писмени се сите, многу писмени. Најписмени се во Македонија и сега се најписмени. Нема што да се разговара од писменост во Македонија. Друго место на барат. Ајде, поздрав. Поздрав и секој добро си, како останете со Црвена линија. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, Црвена линија. Ало. Ве слушаме, Црвена линија. Се слушаме? Одлично, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас прво сакам да го поздравам првиот гледач, тоа што ми ја зеде мислата со вашата позадина на вистина. Како ќе прочита некое дете на македонски јазик? Немате ни еден постер, ништо. Во ред тоа. Треба се За да реновира. се зборува македонскиот јазик, темата ви е за македонското, дали ќе исчезне македонскиот јазик, например. Не. Доколку сите медиуми, пишани, говорни, се трудат си повеќе тоа да го прават на македонски јазик, децата нема да бидат неписмени. Јас сум работела со деца. Верувајте ми дека стварно стануваат неписмени. Зошто? Затоа што сето тоа го имаат на англиски јазик, латиницата. Латиницата некогаш се учеше дури во трето одделение. Сега детето од помала возраст и дури не знае да зборува, верувајте ми, правилно македонски. За тоа кој е виновен? Ние повозрастните, вие медиумите, вашата позадина, говорот, секојдневната комуникација. Значи, секојдневната комуникација мора да внимава секој каква е и пред кого и со кого е. Значи, ако македонскиот јазик се зборува и важно е и чисто да се зборува, говорењето, но многу е битно и читањето на македонски дела. Не мора да се од македонски автори. Доволно е да се чита на македонски јазик. Благодарам што се вклучивте. А сега да видиме што имаме спремно, јас и Тина, за вас анкета да откриеме размислувањето на нашите сограѓани. Дали мислите дека македонскиот јазик доволно се негува? Не. Па, да. У погрешна држава си, ништо друго не мислам. Искрено, не. Мислам дека македонски јазик може многу повеќе да се прошири затоа што има голем квалитет и може тоа повеќе да се направи преку уметност, така мислам. Например, македонски песни или така нешто. Не. Да. Не. Треба многу повеќе, ама тоа е. Па мислам не. Дали знаете што е лектор? Не. Не сум сигурна дали сум сигурна, меѓутоа некој што проверува дали зборовите што се користени се навистина македонски во книги, во документи, такви работи. Уште едно подпрашање. Зборот не знам, заедно или одвоено се пишува? Одвоено. Одвоено. Која е последната книга што ви имате прочитано? Обично странски книги. Дали знаете што е лектор? Јас сум лектор. Што понатаму? Патете го него. Не знам, се пишува заедно или одвоено? Заедно. Последната книга што имам прочитана е на англиски и заради тоа не би сакала. Нема врска со македонски јазик и да, може би тоа не е добро, но љубител сум на книги, па... Која е последната книга што ви имате прочитана? Другиот брег на Босфор. Дали е добра, дали ја предложувате? Супер. Кој е лош преводот, ама тоа е. Лектор. Тоа е јазичен експерт. Лектор, да, човек што се грижи за чистотата на македонскиот јазик. Зборот сваќам се пише со В или со Ф? Со Ф. Веќе сваќа е сваќа. Тоа значи некоја роднина на сватот. А сваќам, тоа е подразбирам. Благодарам многу, имате убав ден. Благодарам и на вас, пријатно.
Тоа бе одговорите на нашите сограѓани, а сега преминуваме на ставот на нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Да. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Се слушаме? Да. Вака сега. Јас нема да ви зборувам за граматика, него ќе ви зборувам дали нашиот јазик ќе остане како македонски јазик или не. И ќе кажам дека нема да остане ако ова влада продолжи да владее. Зошто? Затоа што ќе го крста јазикот северен, јазик северен македонски ќе биде. Не македонски, нема да се спомнува, него северен јазик ќе биде. Според вас како се негува еден јазик и веќе младите? Припремат и тоа ќе го направат. Затоа што ќе почнеме да зборуваме по другите. Во Грција не смеја да зборуваат, по куќите зборуваат, по куќите ги прислушкуваат. Во Бугарија не смеат да зборуваат македонски. А кажете ми нешто за правилната употреба на јазикот. Ајде да говориме за правилната, колку правилно се користи литературниот на македонски јазик? 50%. 50% се зборува македонски, 50% е искривен. Така да имаме налепници, те српски, те бугарски, те наречја македонски внатрешно. Така да зборот ми е правописот на македонскиот јазик. Имаме историчари, имаме лектори, имаме кабинети, имаме се и се што на македонски јазик. Тие треба да водат сметка како се пишуваат и што се спроведува. Употребата на јазикот, а бидејќи јазикот се смета за жив, се додека дури и еден жител на планетата го говори. Па така додека има и еден македонец, јазикот ќе биде и македонски, активен и жив. А ние сме во голем број. А ние сега сме времето да земеме малку здив, да одмориме со реклами и се враќаме веднаш во црвена линија. Останете со нас. Тева финално додовме до моментот кога објавуваме анкетата која што ја зададовме за вас на самиот почеток, а гласеше вака. Темата на денот, дали Македонија станува колевка на неписменоста и дали ќе заборавиме да зборуваме македонски? Да, одговориле 60% и не само со 40%. Така е, очекувам утре со нова анкета. Останете со нас и секако со Телма телевизија. Довидување. Пријатно.